Здраво на сите и добро дојдовте во уште еден прекрасен Семос Едукас. Денес на наше огромно задоволство првата гостинка ни е Даниела Спасева. Добро дојде, Даниела. Здраво, Ивана. Здраво, давно се немаме видено. Да, помина долго време од последниот час по Пилатес. Да, пред 6 години. Ма си уште памтиме, тоа е добро. Да, Даниела, ти си арт-директор на Мекен Скопје, сертифициран предавач на Академијата за графички дизајн во Семос. Ајде направо за почеток да ни кажеш што представува графичкиот дизајн. Благодарам за најавата, Ивана. Драго ми е што денеска сум твоја гостинка. Инаку, графичкиот дизајн е доста интересна, креативна професија, која што е доста популарна и актуелна, нели, помеѓу младите, има доста заинтересираност. Инаку представува спој на уметност, технологија и комуникација и всушност во суштината на графичкиот дизајн е да се комуницираат пораки, да се пренесуваат, нели, на визуелен начин. Тоа би било некако кратко објаснување, нели, за што е графички дизајн. Да. Сега, кој е твоето искуство во областа на графичкиот дизајн и што е она што тебе лично те мотивираше за да ти започнеш со тоа? Да. Вака, со дизајн се бавам прилично долго време, значи можеби има некаде 15 на години. Меѓутоа, за да станам дел од Семос, морам да кажам дека на почетокот се започна како некаков предизвик. Меѓутоа, тој предизвик, одговорот дојде нешто подоцна за тој предизвик, а всушност тоа е, на почетокот беше пренесување на знаење, нели, она целото искуство да се пренесе, нели, до самите студенти, она што го знаеме, нели, да го споделиме. Меѓутоа, подоцна открив нешто многу поинтересно, а тоа е и всушност и посуштински, а тоа е да се пренесе одредена страст и пасија која што, нели, ја имаме, да му ја развиеме таа креативна жичка, нели, кај студентот, бидејќи тоа е многу посуштински и многу побитно отколку било која техника и било кој софтвер кој што, нели, може цело време, нели, да се надградува и да се менува. Да, и сега веќе кога ја спомна страста и пасијата која што насумнено сите треба да имаат за својата професија, доколку сакаат да бидат успешни. Дали можеш да издвоиш некои моменти кои што биле навистина посебни во твоето лично патување токму во оваа област? Така. Патувањето некој започнува многу порано отколку што ние пред да бидеме свесни, нели, дека тоа всушност започнало уште пред, нели, да биде тоа наша професионална определба или да се откриеме себе си. Така да јас ако се свртам назад можам да видам дека мојата определба или мојот интерес датира уште многу одамна. Тоа е она што ние го носиме секој во себе, така да јас сум имала потреба, нели, изразување преку ликовноста или преку пишан збор, да речеме, нели, и правење штанци, кутии кои што, нели, воопшто не сум знаела дека се дел од графички дизајн или дека постои таква професија. Меѓутоа, нели, секогаш, нели, тоа што го носиш длабоко во себе ќе си го пронајде патот. Да, така и мојата приказна. Да, еве сега кога ги спомна сите овие работи кои што тебе те инспирирале во минатото за да започнеш, што е она што сега во моментов те инспирира за да продолжиш да го работиш ова? Така. Дизајнот е доста интересна и доста динамична професија, нели, каде што буквално ако како креативна личност, нели, буквално можеш да се изразиш, нели, во повеќе сегменти. Самата динамика, нели, на професијата и тоа што, нели, дизајнот е дел од повеќе индустрии, едноставно, нели, нема индустрија во која што, нели, графичкиот дизајн не е имплементиран, така да имаш потреба да истражуваш од разни области, нели, поширока е професијата, нели, од една страна, нели, тоа, од друга страна, нели, самото дека ти се менуваш како дизајнер, нели, со годините и имаш други согледувања, така да како растеш како дизајнер, така нурнуваш многу подлабоко, нели, во дизајнот и во себе и тоа е интересно патување. Да, и тоа е навистина битно. Сега во текот на целата твоја кариера имаш изработано огромен број на проекти. Дали можеш да издвоиш некои наградувани проекти кои што сметаш дека се навистина значајни за твојата професија? Така. Во овие години, мислам, има прилично и солидно портфолио кое што, нели, на кое што сум работела со години и како се развивало и самото портфолио, нели,
има проекти нели кои што се дел нели за поголеми корпорации, нели бидејќи нели сепак нели комерцијална уметност, графичка дизајн, меѓутоа јас тука би се осврнала на некои проекти кои што нели мене ми се многу подраги, полични, нели можеби популарни, да речеме. Тоа е дел од нели филмската и театарската уметност, а тоа е нели полето каде што нели ми е убаво да се изразвам. Многу ми е драго поради тоа. Исто и мене, значи, би споменала нели Манаки филмскиот фестивал на кој што работев 3 години, и секако посебно драго ми е нели работењето на Битев фестивалот, 53-тото издание на Битев, посебно бидејќи за Битев нели станува збор нели за интернационален филмски фестивал, каде што театарски фестивал, да. Каде што нели работеле многу познати дизајнери, меѓу нив секако и еден од моите омилени дизајнери Футро, така да видиш дел од листата. Јас навистина сум задоволна. Па дај на нас театарџиите овде во Македонија ни беше навистина драго што имаме конечно некој нашта. Знаевме. Се знаевме. Бидејќи го следиме фестивалот и навистина верувам дека е огромна чест што токму тебе те избрале. Да, меѓутоа нели кога знаеш како си работел и како си дошол до решението, е всушност уште подраго, бидејќи знаеш колку си нурнал нели во себе и колку си дал од себе и колку тоа е едноставно борба со себе, мислам, колку и да изгледа нели наивно и вака нели на прв поглед кога се гледа нели без разлика не само тоа решение и било кое друго решение, тоа е длабока борба на дизајнерот сам со себе, така да мора да се каже тоа не е воопшто. Нели онака ми текне. Да. И сега бидејќи секој човек е нели доста различен, со различен бекграунд, дали можеш да ми издвоиш, да ми кажеш според тебе кои вештини и квалитети би требало да ги поседува еден навистина солиден графички дизајнер? Така. Бидејќи техниката се менува, нели технологијата цело време, софтверите се менуваат и така натаму, нели дизајнерот би требало нели да има нели она критичко размислување, да повеќе да работи нели на идејно отколку нели на техничка, јас би го кажала, нели. Меѓутоа, освен нели таа пасија и страст што треба да ја поседува еден дизајнер, нели, секако тука треба да спремност за промени, за учење на нови работи, желба едноставно да се занима во професијата за да биде успешен. А според твоето искуство, како еволуира професијата графички дизајн со текот на годините и кои се тие забележителни трендови за кои треба да бидат свесни дизајнерите? Делумно одговорив на прашањето, значи трендовите се менуваат од технички аспект, нели. Секако постои нели и во поглед нели на дизајнерското изразување, меѓутоа она што не се менува и она што суштински останува нели е она критичко идејно размислување, нели кое што нели е особено битно. А тука во поглед на техниката би споменала нели дека сега имплементацијата нели на AI во Photoshop, нели се надевам наскоро и во другите софтвери, дека многу ја олеснува работата на дизајнерите, затоа што нели технички доста помага, па поради тоа сметам дека вложувањето повеќе нели во сопствената личност, во развој на сопствената личност и на сопственото знаење, надградување е секогаш многу подобра инвестиција отколку нели само нели да се осврнеме нели на техничкиот дел кој што нели постојано се менува, секако тоа е неспорен дел нели, меѓутоа акцент секако ставаме нели на овој дизајнерско критичко размислување. Да, сега иако и следно прашање веќе делумно ми го одговори, што сакам да ти го поставам. Да речеме вака, дека имам еден млад човек кој што навистина сонува да стане графички дизајнер, ама почнува од нула. Баш од нула. Дали може да му кажеш некој практичен совет или препорака? Така. Баш би кажала совет кој што се однесува нели на млади талентирани луѓе кои што нели имаат желба да учат графички дизајн. Би го споменала она што доста се пропагира по социјалните медиуми, а тоа е нели дека не треба нели образование, дека не треба академија, не треба факултет нели за да се стане графички дизајн. И да, вистина е, факт е нели дека не мора да имаш образование и можеш сам да го постигнеш тоа. Меѓутоа, мал е бројот на луѓето кои што имаат такава дисциплина, трпение, нели, за да го изедат сами тој пат, нели,
сепак нели потребна одредена методологија да се следи која што ќе се усвои, значи те прави многу посигурен во себе, нели. А од една страна нели е тоа нели процесот, затоа што е многу полесно нели кога имаш ментор кој што те води низ целиот процес, нели одиш по некој изоден пат, отколку нели сам да се снаоѓаш, нели што нели постојат исклучоци, меѓутоа сепак ќе кажам дека се многу малку тие што ќе истраат во самиот тој процес. А од друга страна би го споменала нели вмрежувањето, затоа што кога си дел од некоја академија, факултет, како и да е, мислам, тука се вмрежуваш нели со други колеги, така да подоцна и процесот на вработување нели е многу полесен. Да си дел од таа средина и мрежа. Даниела, дали можеш малку повеќе да ни раскажеш околу различните можности за кариера кои што ги има еден графички дизајнер и во кои се сектори, индустрија тој понатаму може да работи? Така. Графичкиот дизајн е доста широка професија во која што нели наоѓа поле на интерес нели во многу области, како што кажав, нели нема едноставно индустрија во која што графичкиот дизајн не е дел. Така да би споменала тука и дизајн студија, маркетинг агенција, печатница, потоа издавачки куќи и секако нели фриленс, кое што нели е доста популарно и доста актуелно и голема заинтересираност има нели кај дизајнерите кои што нели доаѓаат на едукација. Да. А што е она што на пример еден работодавец го привлекува кај еден графички дизајнер? Кои се вештини треба да ги поседува тој? Така, бидејќи доаѓам од реален сектор, овде можам слободно да кажам, бидејќи сум се соочила со оваа проблематика и покрај тоа што нели можеби на оглас ќе се јават многу дизајнери, навистина е предизвик да се најде добар дизајнер кој што нели ќе се издвои од останатите. Пред се тука станува збор нели за дизајнер кој што има критичко размислување, кој што има нели свој ставови размислувања и кој што нели не е само дизајнер техничар, кој што нели само технички нели повеќе се изразува, туку нели дизајнер кој што ќе биде спремен за учење, меѓутоа нели има и свои ставови, размислувања. Така да тоа е многу побитно да речеме нели и секако целосна личност, персоналити е особено битно нели кога се вработува некој кој што е спремен нели за тимска работа. Бидејќи нели кога се работи во поголема агенција да речеме, особено е битна нели тимската работа, значи сосема е различно од кога нели дизајнерот е фриленс. Така да јас за сите почетници дизајнери би советувала нели колку и да е таа нели посакувана фриленс работа, меѓутоа после едукацијата дека добро е да се искуси тој процес на едена работа без разлика дали е во дизајн студио, во печатница, маркетинг индустрија, како и да е, дека добро е да се искуси тој процес одреден период, па подоцна да се одлучат на фриленс работата, бидејќи тука е она што ќе го добиеш нели како фидбек, како ќе знаеш каде си на пример на кое ниво. Така да мислам дека и самото тоа што ќе го искусиш нели преку работата на различни проекти, нели клиенти, директна комуникација е нешто што ќе ти биде буквално алатка за понатаму, нели како фриленс ќе ти помогне многу. Да. Еве ти си предавач во Академијата за графички дизајн на Семос Едукација. Како во Семос Едукација вие ги подготвувате вашите студенти за понатаму? Така. Семос Едукација нели е акредитирана академија од страна на Министерството за образование и наука на 5 Б ниво специјалистичко образование и има доста обемна програма која што нели тоа се едногодишни студии каде што нели се директно менторирани нели од предавачи кои што се од реалниот сектор, кој што нели е особена предност кога нели некој тоа ќе го сподели искуството нели кој што го работи тоа, така да има вистински професионалци кои што го прават тоа. Од една страна е тоа, а од друга страна нели е кариерниот центар кој што нели подоцна се грижи за значи буквално 80% статистиката покажува нели дека од студентите во Семос Едукација се вработуваат преку тој кариерен центар, бидејќи тука се праќаат нели на пракса, подоцна нели на вработување, така да секогаш нели излегува на виделина тоа што нели тие што се трудат и кои што нели се посветиле нели на студирањето. Да. Сега сакам да те прашам, дали до сега си имала некој многу тежок проект кој што навистина не се оставал на мир и ти дошло да кренаш раце од него? Сигурно дека имало многу такви проекти, меѓутоа да кренам раце можеби не, иако нели во моментот онака имало нели
захтевни, посебно проекти кои што имаат многу мал рок. Нели, каде што нели дедлајнот е многу краток и меѓутоа јас мислам дека има нешто тука друго интересно што е во тој дедлајн, а тоа е фокусот. Бидејќи кога имаш дедлајн, фокусот кај дизајнерот е, мислам, од лично искуство ќе зборам, фокусот е многу поголем и тогаш се случува нешто кое што те предизвикува и резултатот тогаш може да дојде многу подобар да излезе кога е краток дедлајнот, не секогаш, меѓутоа има нешто во тој стрес креативен што се случува, стресот ја предизвикува таа креативност и извива нешто. Да, многу добро те разбирам, бидејќи секоја театарска представа се прави во последните 3 дена. Да. Џабе што се работил 3 месеци, последните 3 дена се навистина клучни. Да. Пред тоа го говори моето искуство до сега. Колку и да е подолг рокот, тоа само се расплинува. Меѓутоа, нели, мозокот си работи во позадина, нели? Меѓутоа, сепак мислам дека клучни се крајните моменти. Да. Сега откако ќе заврши тој дедлајн, така. И откако ќе бидеш нервозна, па и горда на сето тоа што се случува, што сакаш да правиш во слободно време? Што е тоа што навистина те инспирира? Така, па во слободно време најчесто се бавам со спортски активности. Знаеме, отворено. Знаеш дека долго време бевме заедно на пилатес, да. Меѓутоа после се смени таа активност, нели кога после некое време се заситуваш од некаква активност, претпоставам дека и ти се веќе не си во таа област, така да сега исто, значи се бавам со пливање, меѓутоа читање книги и едукација, слушање на подкасти, на пример, да речеме, тоа е нешто што ме исполнува, читање, патување и така. Супер. Данила, дали можеш да ни одвоиш некои наградувани проекти кои што навистина била незаборавни за твојата кариера и за тебе? Така. Има доста проекти на кои што сум работела нели во изминативе години, и поголеми и помали нели во нашава држава и надвор како фриленс проекти. Меѓутоа посебно би сакала да ги издвојам оние кои што се нели дел од театарската и филмската уметност, кои што мене посебно ми се драги, во кои што посебно сум се вложила и сум ги почувствувала на некој начин, а тоа е Манаки филмскиот фестивал, за кој што сум работела нели 3 години поред, и секако Битев, каде што работев нели на 53-тото издание на Битев, интернационален нели театарски фестивал, кој што посебно ми е драго, бидејќи од листата на дизајнери кои што дизајнирале за Битев, секако се и тука мои омилени дизајнери, меѓу нив секако и Футро, што нели представува навистина задоволство да се биде дел од креирањето на Битев. Да, бидејќи Битев е навистина доста значаен театарски фестивал, поготово овде во регионот, и ние бевме многу горди на тебе. Да. Баш ми е драго што сте знаеле. Да. Ти благодарам многу. И сега би сакала да ги поканам твоите 2 студентки. Да. Посебно ми е чест што денеска со мене се Матја и Ева, значи 2 талентирани, исклучително талентирани студентки, кои што ми е драго што се дружевме оваа година со нив и навистина сум среќна што беа дел од програмата на СМС Едукација. Да, сега ќе ги подпрашувам. Така, можеш слободно да ги прашаш. Да. Благодарам многу за гостувањето. Навистина многу ни значи и навистина уживавме и сметам дека еден правилен, еден попитом начин им го доближивме графичкиот дизајн на нашите гледачи. Така, се надевам искрено, ми беше задоволство што бев овде денеска. За тебе. Супер, и ми да ми е многу драго. Многу ми е драго што овде имаме и 2 студентки на Академијата за графички дизајн на СМС Едукација и сакам да им посакам добри ден на Матеја и на Ева. Фала ви. Здраво. Како сте, добри? Супер, возбудени. Да, при крај веќе на Готово завршувате. Крај на школската година. Да, вие бевте од генерацијата 22-23, така? Да. Ајде малку за вашето искуство во Академијата на СМС Едукација. Јас ќе бидам најискрена, јас имав големи очекувања од СМС Едукација, од самата Академија за графички дизајн, слушав многу муабети претходно. Искрено, СМС ги надмина сите мои очекувања. Имав прекрасно искуство, се запознав со прекрасни луѓе, имав прекрасни професори и ментори кои што ме водеа низ целата школска година. Многу ми е драго. Јас ќе се согласам со Матеја, мислам дека имавме релативно слично искуство, со тоа што јас искрено кога
почнавме, немав некои аспирации да станам графички дизајнер, повеќе беше од позиција на сакав да научам како се развиваат идеи. Меѓутоа, една година подоцна сметам дека не може да не се заљубиш во графичкиот дизајн, затоа што навистина е една широка професија и особено на Семос едукација мене тоа што ме инспирираше беа менторствата, предавачите, нивниот пристап, затоа што дефинитивно мислам дека има голем удел во самото патување на студентите. Да, несумнено. Да. И сега би сакала да ве прашам и двете, кој беше клучниот и пресуден момент за вие да се одлучите да студирате на Академијата за графички дизајн во Семос? Така, за мене, искрено, Семос од секогаш беше позитивно искуство што сите го спомнуваат и повеќе прашањето беше на што ќе се запишам во Семос, отколку дали да се запишам во Семос. И до последен момент беше дали е Академија за графички дизајн, дали е Академија за веб дизајн, но Семос секогаш беше правиот избор. Кај мене најмногу беше поради моето претходно искуство, затоа што јас минатата година ги следев курсевите за After Effects и Premiere Pro и бев задоволна од пристапот, од текот на работа. Исто така и братечетка ми има завршена на Академијата пред 2 години, така што тоа некое лично искуство и препорака од прва рака имаше големо влијание да го направам овој избор. Па да, препораките посебно кога доаѓаат од блиски луѓе кои што се задоволни и се навистина значени за да можеме да направиме понатаму некој избор кога се двумиме помеѓу некои работи. Да. Ајде малку повеќе околу програмата. Дали беше тешка, лесна, не знам, дали живеевте предизвикувачка. Дали вие останувавте до 5 часот изутрина. Искрено, имавме еден момент кога баш се допишувавме со Ева и муабетот беше дали тебе ти е малку стресно, имаме многу проекти и двете како постигнуваш ти, како постигнуваш и беше искрено преубаво искуство затоа што и тој стрес додава до креативност некако, барем според мене. Да. Јас искрено не знам, на почетокот моментот е тоа што влегуваш во нов свет и не знаеш се што можеш да научиш, се што можеш да направиш, и како што полека се запознаваш со можностите. Не знам, мене барам патувањето ми беше такво како што на почетокот имав момент на знам дека сите овие работи постојат, меѓутоа јас не знам како да стигнам до таму. И полека како што ги учевме алатките, како што работевме на помали проекти, дојде до момент каде што веќе бевме свесни за нашите способности и полека работевме и ги екзекутиравме нашите идеи. И вториот семестар особено мислам дека предонесе за тој брз развиток, поради тоа што навистина има многу проекти, меѓутоа се постигнува. И убаво е тоа што мислам Матеја како што спомена, имаше период каде што сите правевме муавет за тоа дали сум само јас, дали е до мене, или сите се чувствуваме вака, меѓутоа дури кога ќе дојде до некоја таква случка каде што сметаш дека не знам губиш не беше за мене барем не беше момент на burnout, туку беше повеќе не знам од каде веќе да црпам инспирација. И во тој поглед те тера да размислуваш за од каде да најдеш повторно инспирација, од каде од која друга појдовна точка можеш да тргнеш. И па ева сега спомна баш таа инспирација. Каде наоѓаш инспирација? Јас многу сакам да читам книги, сакам зборови, многу истражувам и најчесто доаѓа од некое реконтекстуализирање на работите кои што ми се случуваат на секојдневно ниво, исто така и од колегите дефинитивно, затоа што навистина не знам, беше ентузијастично, особено кога се запознавме и не сметаше да се дадеме некоја идеја и критика, совет. И тоа многу мотивираше, дури и кога мислиш дека некој твој проект нема некаква иднина и си спремен да се откажеш, ке ти каже некој, па можеш вака или можеш онака, или јас го гледам на овој начин. Да. А ти Матеја, каде ја наоѓаш твојата инспирација? Јас малку нестандардно, јас бирам инспирација од детска имагинација, од детски филмови, од детски книги, од сликовници и слично. Се што правев беше сладко, вкусно. Многу пати имавме проект, правевме штанца. Јас правев кутија за вафли, многу пати зборувавме со Ева колку све вкусно изгледа. Да. И мислам дека детската имагинација ми е главен извор на инспирација. И сега малце ве прашам нешто, каква е Даниела како професор? Комплицирано прашање. Вака прашање додека е тука, да.
Искрено, Данила е одлична професорка, една од најстрогите професорки, ама одличен ментор и одлична професорка. Ја верувам дека е Дефинитивно. строга, ако Данила вака приступачна и се, јас верувам дека е строга. Меѓутоа е исто многу голем извор на инспирација. Дефинитивно. Да. Многу убава Иако вака. е тука, вистина е. Да. Како тука излеза, ве молам, излеза надвор, ве молам. Не. Многу ми е драго за муабетов и сега би сакала како последно прашање да ве прашам што би им препорачале на идните студенти на Академијата за графички дизајн во Семос Едукација. Што е тоа што сметате дека го нуди само Семос Едукација, кое што за нив ќе биде клучно токму неа да ја одберат? Така. Да бидат упорни. Не може секогаш да бидеме креативни во секој момент. Сум имала јас, например, многу моменти кога сум рекла сега јас не можам овој проект да го направам и после ќе одморам 10 минути, креативноста се враќа. Бидете упорни и Семос ви нуди многу можности за комуникација прво со менторите, со професорите, а потоа и кариерниот центар не води целосно, значи не целиот процес барање работа, барање пракса, што и да е. Дополнително е акредитирана академија и е единствената во Македонија која што е акредитирана. Значи ниедна друга академија не го нуди тоа. Да. Јас дефинитивно би ја споменала поддршката која што ја добиваме од страна на менторите, затоа што достапни се во секој момент и секогаш се подготвени да те насочат во било кој правец. Да, што навистина битно, бидејќи навистина битен тој буст. Да. Посебно дефинитивно. кога еден млад човек почнува со некоја со некој нов курс, Да. со не знам академија и со професија без разлика. Особено кога станува збор за толку голем нов непознат свет. Да, апсолутно. Сега се инспирирав уште за едно прашање. Каде се гледате во иднина? Ова е прашање кое што го работевме на многу предмети во академијата и секој пат беше одговарано различно. На почетокот на академијата сите викавме дека се гледаме во маркетинг агенција. После тоа откривме дека графичкиот дизајн е во секоја сфера. И почнува да се менува одговорот на прашањето, што стигаме до момент кога дури не знаеме каде можеме да се видиме, од што имаме толку можности. Например, јас сакам да илустрирам детски книги. Исто така, секогаш сум сакала да работам и во маркетинг агенција, така што ќе видиме каде ќе не носи патот. Да. Да, тоа што го кажам, тоа е навистина точно. Јас себе се гледам повеќе како фрилансер на почетокот, меѓутоа се согласувам дека дефинитивно е потребна и пракса, би оставила на времето да видам каде ќе ме однесе и сакам. Јас сум човек што сака да експериментира, сакам да пробувам нови работи, така што би сакала да пробам да се занимавам со различни аспекти од дизајнот. Многу сум срекна што имав денеска со говорнички и двете и погутово со последниот одговор кој што ми го дадовте, јас ќе ви кажам дека навистина е многу здраво кога еден човек ќе рече не знам каде сакам да бидам. Така. Нема ништо поубаво тоа, затоа што сметам дека во различни периоди во животот некако се отвараат некои патеки за кои што ни самите ние не сме Така, свесни. така, Да. вистина. Фала ви многу, девојки, уживам со Благодарам. вас. Благодарам ви.